Cherry Arizo 8, да беше некој европски бренд, колава ќе чинеше некои 70-80 евра сигурно, во однос на она каква технологија има, каква опрема има, како изгледа, која класа е. Но за среќа некоја Cherry ќе има цена од околу 36.000 евра, од причина што ова е предпремиера за македонски пазар. И сум многу среќен бидејќи јас сум меѓу првите во Македонија кои што имам шанса да ја возам. Cherry Arizo 8. За да можам да продолжам да ви покажам вакви интересни предпремиери во Македонија, ми треба вашата поддршка со лајк, коментар, сабскрајб, споделување на видеово, за да гледате вакви предпремиери во Македонија, да гледате вакви возила кои што реално би чинеле околу 70-80 илјади евра. Но среќа наша, можам да ви покажам возило кој што има реална цена, одлична опрема, многу добри технологии. Реално за да возиш ваква кола треба малце од малце да си среден и токму затоа јасно да сам нешто нели посериозно, поспастрено, бијќи колава е стварно еден моќен и елегантен седан, категорија која што за жал веќе изумира, за жал стварно, бидејќи се перфектни возила, одлична стабилност, одлична удобност, одлична опрема. Но ете, сакам SUV, нели? Тоа не е популарното и седаниве не се веќе толку многу популарни, но благодарам за Cherry кој што за луѓе како мене кои што сакаат се уште седани, се уште нудат нешто интересно, изгледа убаво и како што кажав, одлична цена за одлична опрема. Но има една финта за Cherry, што конкретно за Arizo 8, што на македонски пазар веќе пред неколку дена од моево снимање се пристигнати неколку модели со класичните бензински мотори кои што стартуваат. Знам дека ве збунев на почеток со цената, но тие бензински мотори стартуваат од 23.000 евра. Тоа е фантастична цена за она што ќе видите внатре како изгледат и тие два пакети. Но разликата во цена тука е поради тоа што ова е плагин хибрид. И затоа кажам, со оваа технологија, со ова како изгледа, со ова како се представува Cherry Arizo 8, вреди многу повеќе од тие околу 36.000 евра кои што се очекува да чини овој модел на нашиот пазар. Или во поглед на перформанси тоа значи дека плагин хибридов тука има 1,5 бензински мотор под хауба кој што произведува само бензинскиот мотор 140 конски сили, но заедно со хибридниот мотор, бидејќи плагин хибрид нели, заедно произведуваат 278 конски сили и 365 ньютон-метри, што му возможува забрзување од 0 до 100 за некои 7,8 секунди и максимална брзина до 185 км на час. Вкупната тежина на хибридов е тон и 800 кг, што стварно произведуваат едни перформанси кои што се фантастични. Но она што е интересно за него е тоа што колку километри можете да изминете со еден полн резервар бензин и полн резервар струја. До 1400 километри можете да изминете со еден резервар бензин и комбинирана струја. 1400 километри потрошувачка до 2 литри. Тоа е фантастично. Штета што ми врне и штета што ги имам малку време, за да можам стварно да ги изминам тие километри, да ви кажам што се нуди. Но направете сабскрајб за да може тоа многу наскоро да го видите. Ако е седан, тоа не значи дека не е практичен, бидејќи нели еден од изговорите за SUV е дека практичноста е поголема, тралала. 402 литри багажен капацитет, што реално е одличен простор за товарење на огромни багажи, на огромни куфери и ми се допаѓа што нема голема висинска разлика од ивицата на браникот до самата даска доле, под самата даска има некој сет за репарација, бидејќи тука се поставени батериите и на таков начин дел од просторот што би можело да се искористи под таа даска е затворен ради самите батерии. И да, нормално, кај седаните е малку проблем самата отвореност на вратата, што го прави поплиток просторот за внесување на багаж, но не би му дал толку критика, бидејќи само 402 литри багажен капацитет е фантастична бројка, но би му дал критика тоа што задната клупа нема деливост на 60-40 така натаму, нема ни простор за наслон за раката да бутнете пример ски внатре. Тоа е една критика, бидејќи се спушта како цела клупа. Тука го има и сабвуферот, бидејќи има озвучување од Sony, а тоа сега ми значи дека треба да се префрлам внатре и да ви покажам внатре како изгледа ова
ненормално возило од само 36.000 евра. Мајбах. Јас не се зезам. Гледа го ова. Гледа оваа луксузност тука внатре. Гледај какви седишта има како во Мерцедес. Гледај просторов кој што го имам тука за нозете. Гледај просторот за главата што го имам. Ја имам нека просечна висина од 1,82 м, тие 2-3 се многу битни сантими, но имам доволно простор за главата, се чувствам тука сосема удобно. Ми се допаѓа тоа што доле нема тунел и е се рамно и особено што на средниот дел тука немате издигнатост како кај некои други ривали, па да биде неудобно, што значи дека помали луѓе, деца тука би можеле да се возат на подолги патувања да им биде удобно. Греачи на седиште исто така имате внатре. Да, можеби малку дизајнов тука на вратите потсетува како во Мерцедес и нешто што ми се допаѓа што кога вози од позади или од страна во мртов агол сигнализира и тука на самите звучници што изгледа стварно многу интересно пред се, но многу безбедно. Амбиентално осветлување секако, да, има горе панорама која што изгледа фантастично добро, куки за качалки имате од страна на столбовите што е фантастично добро, но чери тука не застанува, односно напред. Тоа што го нуди, само да дојдам до него. Вау, мајко мила. Каква луксузност, чекај. Ова е нешто страшно. Мислам, ни толку многу чекав да пристигне во Македонија за да го видиме, бидејќи на слики, на видеа во странство кога го гледаш и си кажаш човече дали е нормално ова за таа цена да биде, гледај ги се диштава. На Инстаграм кога објав немаше ниту еден човек кој што погодиш за што стана збор, бидејќи сите кажа дали е Мерцедес, дали е Волво. Луксузност. Но освен што изгледа убаво, се е исто така квалитетно, убави, меки материјали. Да, фејк кожа, не е вистинска кожа, но убаво изгледа, убаво се чувства внатре, не гледам никакви замерки на интериерот, некои шевови од интериерот да не се наместени како што треба, се изгледа перфектно, добро. Буквите, се што искористиле да постават како ситни детали на секаде изгледа фантастично добро. Овде овие мали жирафи со планини или што и да се изгледаат фантастично добри, особено интересно изгледа кога амбиенталното светло е вклучено на секаде и толку многу елегантно убаво е осветлено што стварно ве фасцинира и се чувствуваш како да возиш нешто многу премиум. Во поглед на практичност мора да извам дека имате два екрани, 12,3 инчни екрани кои што имаат одлична графика, одлична респонзивност, одлични информации, одлична поставеност. Не го кажам ова ради маркетинг, ова го кажам бидејќи стварно колава функционира многу подобро од тој да кажете во класа, стварно многу подобро функционира. И особено ми се допаѓа што тука доле се извадени овие копчиња од клима уредот, што на таков начин можеш да си ги искористиш доле, наместо да заглавуваш во менито, нормално можеш да го врзеш екранот со Apple CarPlay и Android Auto, без никакви кабли, без никакви апликации, само си го врзаш телефонот и функционира одлично. Нормално доле имаш два USB порта, едниот Type A, другиот Type C. Има две остави за телефонот, од кој што едниот е бежичен полнач и особено ми се допаѓа што има ладење на бежичниот полнач, бидејќи овие бежични полначи знаат страшно многу да го загреат телефонот. Исто така, одлично е искористен целиот овој централен дел, кај што поставиле една имитација на дрво, која што многу ми се допаѓа, што прво изгледа многу реално на дрво, второ многу добро чувство одава на квалитет. Сега, тука имаме две остави за шишење, што е супер и добро скриено зад оваа даска. Нормално под наслонов за рака, тука имаме уште една голема остава, под самава централна конзола има голем отворен простор и 12 волтен приклучок за струја и ми се допаѓа ова тука џепче кое што е искористено да можеш да си ставиш клуч, ама јас го користам и за телефон, бидејќи полотелефон ми е скроз натре скриен и изгледа фантастично добро кога го ставаш така таму. Но, нешто што е кул, што тука кај ретровизорот напред има USB порт и можеш да си врзеш камера директно и се да биде внатре вместено, да не ти биде со кабли низ цела кола или да носиш некаде да ти го ставаат тоа. Плюс тука кај овој заштитник од сонцето, гледај колку е кул само светлово, човече. Вакво нешто до сега не сме виделе. Гледај, можеш да си го контролираш со различна боја, со различна
светлина со различна јачина, многу кул. Браво, кој да го смислил ова плюс вака на магнет? Браво, браво. Жена ви ќе ве сака, ќе ве обожава за колава. И да, нешто што кул и многу ми се допаја, што напред од страната кај возачот на тој екран имаш неколку копчиња кои што можеш да ги контролираш за колку јачина да имаат, да бидат гласни самите. Не, Чери, не зборам со тебе, зборам со луѓето. Што можеш да намалуваш вака, да не ти зборува, можеш да исклучиш, да не ти свети толку јако и можеш комплетно ги исклучиш тие копчиња апсолутно да не ти пречат. Да, во плагин хибридов добиваш и меморија на седиштата, особено на возачкото, што е кул, 3 мемории на седишта, инаку двете се електрично подесиви, двете имат греачи и ладење во овој пакет и вау, треба да се вози колава. Треба да се вози, бидејќи има многу информации што треба да ви кажам. Сега, гледај неколку кул моменти што ги има Chery Arizo 8. Прво и основно, нема никаде копче за стартување на автомобилот, доволно е само клучот да биде со тебе, влегаш натре, притискаш на кочницата, реди, готово, веќе е спремен за возење. Оставаш во драйв и ги нема оние селски финти, тргање без појас или да спуштиш рачната, бејќи нема копче за рачна, бејќи колку да пробуваш, нема да трне. Мораш да ставиш појас, бидејќи безбедноста е пред се. Сега веќе можеш да трнеш. Chery многу внимава на вакви детали. Да, тука можеш да си ги местиш седиштата како сакаш, да си се наместиш, да си меморираш она што тебе ти одговара и да уживаш при возењето. Да, има тон и 800 кг како тежина, но искрено не му се чувствува толку многу за да биде тежок автомобил, му се чувствува тежината апсолутно, но му се чувствува во добра конотација, бидејќи на таков начин чувствуваш дека имаш еден добар, стабилен, сигурен автомобил кој што секој пат ќе ти пружи одлична возачко искуство, да можеш одлично да се снајдеш на било каков автопат и затоа ги обожавам седаните, бидејќи секој пат нудат најдобра вожња, најдобра. Имаш одлична стабилност, имаш одлична комуникација со возилото, немаш шумови од ветар, немаш клатење во кривини, не, имаш одлично стабилен автомобил, плюс на сето тоа тука се батериите кои што се ниско поставени доле и на таков начин имаш уште постабилен автомобил, особено во кривини. Ради батериите и ради таа цела килажа, не значи дека на дупки е крут. Да, он е малку покрут за разлика од бензинската изедба и ќе видиме колку кој ќе возам бензинската изедба, но е многу мек за нашите скопски улици, многу страшно многу мек. И нешто што ме фасцинираше, што има фантастична добра изолација внатре во колава. Иако има сонеозвучување, иако кој ќе ги пуштиш, сега не можам да ви го покажам тоа бидејќи YouTube ќе ме санкционира, но кој ќе ги пуштиш, имате одличен звук тука внатре. Сега веќе вие го гледате амбиентално во осветлување тука изгледа фантастично добро. Многу ми се допаѓа што на секој давање на жмигавец ти се активира камерата, бидејќи има 540 степени на камера и секој пат можеш да видиш од секој агол што се случува со возилото и тоа особено помага кога влегаш на потесни улички, а бидејќи нели повисока класа на автомобил, не сакаш да си го оштетиш дополнително, не сакаш да ги оштетиш и 18-инчните бандажи, кои што доаѓаат во овој пакет со плагин хибридот, инаку доаѓаат 17-инчни во стандардните бензински пакети. Кажав, имате ренч од 1400 км, односно они кажуваат 2400, а веќе гледам дека некои колеги во странство кажуваат дека проаѓа и многу повеќе од тоа со внимателно возење. Тоа ќе го направиме кога ќе имаме еден подетален тест само за ренџот и затоа направете сабскрайб, бидејќи на таков начин можам да се потрудам да го направам сето тоа. Но, она што сакам да го истакнам е дека имаме батерија на располагање од 18,3 киловати и таа овозможува до 100 км возење само на струја. И тоа можеш да го направиш тука преку копчето EV, нели за електричен погон, но најпаметно е да го возите на HEV, односно на хибридниот режим, каде што он сам ќе регулира кога и како да вози, бидејќи Chery е толку паметен што има систем за никој пат да не ја троши батеријата во целост. Односно, речи си некоја 1/4 секој пат ја задржува полна за на таков начин да ви трае батеријата повеќе, гледај колку оди Chery напред, да ти трае батеријата повеќе, да имаш ти подобра потрошувачка и да имаш повеќе батерија, повеќе струја. И на таков начин, као сега, моторот ми работи како генератор, ми ја полни батеријата и
со тоа јас ќе имам повеќе струја за користење. Браво! Инаку вкупниот ренџ на самата батерија е до 100 км само на струја. Тоа е фантастично многу. Јас се фасцинирав од она колку добро функционира целиот автомобил, колку добро изгледа, колку добро е сработен, каква луксузност имате внатре. Она што исто така би го истакнал, каква убава удобност, нели ви кажав колку е мек, колку е комфорен. Можеби воланот не е толку прецизен и не е толку спортски, не одава такво спортско чувство, иако на различните драйв мода од еко, нормал и спорт имате различни сетинзи кои што можете ги искористите, но не е така директен како некој спортски автомобил и не ни треба. Тука пред се намената е да возиш убаво, луксузно, елегантно, бидејќи сепак си господин од човек. И она што ме фасцинира, што да, плагин хибридов, дополнително ладење на седиштата и уште неколку други работи као меморија на седиштата доаѓаат со плагин хибридот. Другите работи као се што гледате сега добивате и во бензинските мотори, само што таму имате 1.6, тука имаме 1.5 и тука е еден ДХТ автоматски мену, што значи дека со една брзина, бидејќи немате лопатки, немате тука мануелен режим на возење, туку менувачот работи за што е можно подобар пренос да има од хибридниот, односно од електричниот до моторот со внатрешно согорување. Значи тој пренос, тоа префрлување воопшто да не се чувства и не се чувства апсолутно никогаш. Ако MG го критикував пример ради менувачот или некои други брендови исто така сум ги критикувал, тука воопшто не се чувства ништо, ниту бучава, ниту ништо, апсолутно седнуваш и уживаш, само возиш. Ако ти требаат перформанси, само притискаш на газта и 278 конски сили те лепат на седиш. Не те лепат како Порше, ама имаш многу стартен автомобил, многу брз, многу респонзивен. Тоа е многу битно. И да, кога ќе ги ставиш на кантар сите овие работи и кога ќе споредиш со било кој европски модел, се тоа ќе кошташе 70-80 илјади евра со вакви технологии, со вакви системи, со вакво функционирање, со ваква луксузност. А кај Chery, тоа ќе биде околу 36.000 евра. Ова е предпремиера, ова е првото возило кое што пристигна и сум многу среќен што сум прв, благодарение на вас, кој што имам прилика да го возам, да го искусам, да го видам, да го видите и вие, и на таков начин да може се повеќе и повеќе да гледаме вакви интересни и поразлични автомобили. Но кога ќе отидете во салонот на Chery, можете да добиете конкретна цена, бидејќи до тогаш очекуваме да имаме целосен ценовник, и да направите директна споредба и во самиот салон од бензинскиот мотор и плагин хибридот. Дефинитивно, јас би ви го препорачал овој, бидејќи добивате многу. Да, во други земји со соседството, овој модел конкретно е малку поевтин, но има субвенции. Тоа не се напредни држави како нашава. Ние немаме субвенции, нас тоа не ни треба, нели? Што ви кажа? Ако сакаш автомобил во кој што ти ќе се чувствуваш пред се како возач, како директор на крајот на денот, убаво, комотно, паметно, модерно, не сакаш SUV, не гледаш потребата за SUV во град, сакаш одлична, добра потрошувачка, тогаш Arizo 8 стварно е за тебе. Има многу други модели во конкуренција, но ова е автомобилот кој што стварно јас би ти го препорачал без апсолутно било каков приговор. Толку од мене, толку од Chery Arizo 8 со оваа предпремиера. Направи сабскрип, пак и ти повторам, бидејќи стварно ми значи твојата поддршка, и се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!